Наредната недела во Скопје нов дигитален самит за Западен Балкан. Колку регионот е компатибилен и поврзан со европските пазари и коридори, а и во делот на развојот на вештачката интелигенција. Каква заштита од сајбер нападите и колку денес информациите во јавниот сектор се отпорни на напади. Во овој издание на Тренинг гостин е министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски. Добро дојдете во емисијата. Министре, субверзии, диверзии, пожари, сајбер напади, повторно власта сврте кон хибридни закани. Колку овие закадни хибридни се реалност или можеби обид за дефокусирање на јавноста? Па ако се случи пожар во време на летниот период, да речеме, во некоја шума која што е оддалечена, ќе си речете или тоа е спорадично, или ќе си речете дека тоа се некои дрвократци, некои кои што сакаат да прават бизнис од дадената ситуација. Но кога во исто време ќе имате подметнат пожар, затоа што сите овие пожари, особено пред 2 недели беа подметнати, на 3 локации во Скопје кои што се конкретно отпад, тогаш веќе не може да зборуваме за случајност или пак исклучиво за некои бизнис мотивирани активности. Така што мислам дека станува збор за еден сериозен напад на стабилноста на државата и обид за создавање на паника и страв кај населението. Во многу нешто ова го објаснува битието на кривичното дело тероризам, затоа што со подметнување пожар се сака да се предизвика паника и страв кај населението, страв за здравието своето, на семејствата, паника за напуштање на живеалиштата или паника дали определен пожар би можел да се прошири на друга локација, така што не мислам дека станува збор за случајност и не мислам дека станува збор за овие редовни пожари кои што ни се случува изминатите години во текот на летото, затоа што тие секогаш по дефиниција се случува на подрачја кои што се шумски предели, пасишта, ливади надвор од град, но тука имаме конкретни случаи кои што се случуваат во рамки на град. Министре, кои се центрите на моќ дома и во странство кои се обидуваат да ја урнат владата? Тука не можам да коментирам во детали, затоа што прво станува збор за информации кои што ги имаат нашите безбедносни служби и агенции и Министерството за внатрешни работи секако и се информации кои што стигнуваат до премиерот. Така што Министерството за дигитална трансформација и јас лично не сме вклучени во дискусиите кои што се однесуваат на безбедноста, иако постојат информации дека ова што го зборував до сега не е случаен настан. Што е веројатно лесно искористено алиби за внатрешна неспособност или преспора адаптација и соочување со новите форми на безбедносни ризици, особено сега сме сведоци на сајбер напади, влез во компјутерските системи? Суштинскиот проблем мислам дека лежи во фактот дека архитектурите кои што се создавале на системите никогаш ја немале сајбер безбедноста во вид во моментот на создавање. И долго време сајбер безбедноста се третирала како случајност и како реткост, како недостаток на самиот систем, а никогаш не се сметало или историски не се сметало дека таа би можела да биде искористена како начин на напад. Дали од бизнес аспект, дали за злоупотреба на средства или приходување на средства или пак од некои државни или недржавни елементи кои што имаат други политички цели или повисоки цели. Во таа смисла наследивме ситуација во која што многу од системите немале заштита во перцепција кога го граделе системот. Тоа значи дека не биле предвидувани редовни бекапи на системите, соодветен антивирусен програм, соодветна заштита, добра поврзаност, помала изложеност на податоците на граѓаните и е нешто со кое што се справуваме цело во изминат период. И сега веќе и со донесувањето на законот за сајбер безбедност веќе ставаме и одговорност на институциите кои што не размислувале во таа насока. Јас често го давав примерот и мислам дека е добро да го кажам и сега. Ние имаме одговорност на институцијата доколку се случи поплава во таа институција, одговорност на одговорното лице зашто не преземало, ако не преземало соодветни мерки. Заштити, испусни при градбата на тоалети или градбата на кујнски простор, но тоа го немаме за сајбер безбедност. Значи, кога ќе се случи некој напад, некој инцидент, сајбер закана, немаше до сега до овој закон одговорност на одговорното лице во институцијата, особено во државните, зашто не преземало мерки за превенција и за заштита и зашто не репортира ако треба некого да извести. Со законот овие прашања веќе се регулираат. Дали во услови на се почесто користење на вештачката интелигенција, новите технолошки иновации, ни е потребна или неопходна таква голема бројка на
јавна администрација? Кога се постепено се дигитализира? Сум го анализирал ова прашање, многу е важно. Во просек, ако го земете целиот јавен сектор, војска, полиција, образование, здравство плюс јавната администрација, ние сме негде на просекот на Европската унија. Не сме многу над тоа што како квантум го има Европската унија и државите од Европската унија, што значи дека и развиениот свет кога трчал во дигитализација, јас сметам дека ние имавме застој последниве 10 години, кога трчал напред не ја скратувал многу јавната администрација, но многу се менуваат улогите на вработените во јавната администрација. Од архивар или од лице кое што фотокопирало, од лице кое што било курир, тие ќе мора да заземат некои покомплексни улоги во јавната администрација и ќе треба да работат на системите кои што се развиваат. Во таа смисла не мислам дека јавната администрација треба да се плаши од процесот на дигитализација, но мора, како секој вработен во денешното општество, било во приватниот сектор или во државниот, мора да стекнува нови вештини и мора да напредува. Но колку јавниот сектор е подготвен да ги примени новите технолошки и иновативни решенија? Ќе мора, затоа што светот трча напред. Никој нема да чека да определена институција од Македонија се уште работи на хартија и испраќа документи по пошта. И чека кога ќе стаса тој документ за 2 недели, за 2 месеци, за 6 месеци, за определена реакција и определено завршување на работите. И постои свесност, барем со раководителите со кои што сум разговарал, тие сега и на хибриден начин го тера целиот процес. Испраќаат по пошта, па го сликаат истото или го скенираат, па го испраќаат и на мејл за да се заврши работата побрзо. Свесни дека пребавен е процесот на аналогно функционирање. Од тој аспект мислам дека ќе мораме. Не е прашање дали некој сака или не сака да се дигитализира, прашање е дали ќе остане релевантен како институција или некој друг ќе го замени неговото место. Колку сме блиску до дигиталното описменување денес? Тоа е важно прашање. Еднакво блиску колку што и далеку, затоа што дали ги следиме светските трендови? Ги следиме, но има вакуум простор во образованието. Ни се случува да многу доцна или многу спорадично млади луѓе ги запознаваат вистинските алатки кои што им стојат на располагање за свој личен напредок, а не за забава. Делот за забава младите го учат сами, но делот за корисност многу тешко пробива. Прво затоа што нивната генерацијата на нивните родители можеби не ги познаваат тие алатки, и второ затоа што немаме системски пристап за жал во образованието. Јас долго зборував, гледам дека има напредок во Министерство за образование и наука на оваа тема. Ние не можеме информатиката да третираме како опционен факултативен предмет во само едно од оделенијата во основното образование, се додека младите во регионот, да не одиме подалеку, учат вештачка интелигенција уште од прво оделение, или учат програмирање уште од прво оделение, нормално геймифицирано, детско, низ форма на игри, на решавање проблеми, проблемско размислување, уште од прво оделение. Не можеме да правиме такви дискрепанции. Образованието мора да го следи технолошкиот напредок. Нема речиси ниту еден општински проект за конкурсите за финансиска помош од владата од 250 милиони евра, на тоа не се добиваат избори веројатно, но колку со овој нов тренд на се почесто и се поагресивно дигитализирање на институциите, може да ги следиме светските трендови денеска? Да, општините во поглед на кредитирањето немаа можност да аплицираат за дигитални проекти. Претежно беше инфраструктура која што се градеше, а не беше дигитална инфраструктура, но ние најдовме начин како да го надминеме тој, да го бајпасираме тој проблем. Имаме еден проект со UNDP, со швајцарската влада, кој што го работиме заедно со Министерството за локална самоуправа за дигитализација на клучните 10 услуги кои што ги нудат општините во фази кои што ќе ја понудиме во фази за сите општини. Што ќе значи дека тие на националната платформа услуги GovMK ќе може да ги нудат овие 10 најкористени услуги. Поминавме и анкета, анализиравме кои општини би биле најподготвени, веднаш по изборите ќе започнеме со конкретна реализација на овој дел. И вториот елемент кој што ние го правиме како министерство, ќе обезбедиме веб страници унифицирани, достапни и безбедни за општините кои што не можат тоа сами да го направат. Набавката е при крај. И вториот елемент, документ менеджмент систем и процес менеджмент систем кој што државните институции веќе го имаат, ќе го понудиме бесплатно на општините кои што се заинтересирани. Веќе имам 4 или 5 општини кои што би сакале да се приклучат. Спојот на овие три елементи,
процес менеджмент, документ менеджмент систем, услуги, 10 услуги за граѓаните и квалитетни веб страници, мислам дека ќе го заокружи барем основниот концепт на дигитализација на општините. И уште еден проект кој што мислам дека е важен да го спомнам, со ГИС и со поддршка на Европската унија поставуваме Wi-Fi бесплатни зони со бесплатен интернет во 47 општини во Македонија кои што аплицира на повикот. Сите кои што аплицира имаме над просекот од регионот сме, зашто во цел регион е овој проект. Требаше да поддржат околу 30 општини, но имавме многу апликации од Македонија, бевме доста брзи, работевме со општините и сега во сите овие ќе имаме бесплатни Wi-Fi зони. Каде и како се чуваат податоците за одбрана од сајбер напади, особено имајќи во предвид оној случај со пензискиот фонд? Па, за жал, дел од институциите на несоодветен начин ги чуваат своите системи и податоците. Дел се на опрема кој што е во институциите, дел е на облак, на податочна платформа и дел се разменуваат, односно се наоѓаат на заеднички софтвери, на заеднички сервери. Веќе во тек физибилити студија за изградба на првиот дата центар, државен дата центар. Секундарниот е изграден веќе во Прилеп, неколку пати сум повторувал, за жал тој не се користи од доволен број на институции. Мислам дека бројката е под 5 институции кои што во моментот имаат поставено своја заштитна бекап опрема во центарот во Прилеп кој што го оперира Министерството за внатрешни работи. Но примарната инфраструктура ќе ја градиме во Скопје и мислам дека физибилити студијата ќе ни каже точно како таа треба да изгледа. Стефан Андоновски, министер за дигитална трансформација, гостин во емисијата. Андоновски е член на потесното раководство на ВМРО ДПМН. Министре, дали е точна информацијата во јавноста која и во политичките кулуари дека меѓу ВМРО ДПМН и СДСМ постои веќе дил за заеднички настап за градоначалник во општина Кичево? Не можам да ги коментирам во детали овие состојби. Ние излеговме со предлог кандидат во општина Кичево. Тој е еден прекрасен доктор, многу квалитетен, почитуван со граѓани на граѓаните од Кичево. И овој пат мислам дека имаме вистинска шанса да победиме во Кичево. Овој предлог наш беше и во 2021 година, свесни дека овој човек е повеќе од градоначалник, дека е човек кој што навистина ќе секој граѓанин на општина Кичево ќе се пронеде кај Александар и мислам дека ќе има одличен резултат на изборите. Секако сметам дека сите граѓани на Кичево се уморни од состојбите во кои што им се случуваат сите овие претходни години и ќе дадат поддршката. Имајќи во предвид дека на овие локални избори има голем број на независни кандидатури, особено за метрополата, колку големиот број на кандидати за градоначалници ќе биде своевиден хендикеп за владеачката партија во однос на дисперзија на гласовите? Па знаете, кога имате голема поддршка, треба да знаете да се носите со таа поддршка. И мислам дека би било неумесно од наша страна како владеачка партија со толкова добра прва на парламентарните избори, второ со над 40 градоначалници до сега, да кажеме дека сметаме дека сме неподготвени за следната фаза во која што ќе предводиме уште поголем број на општини, ќе го предводиме градот Скопје, ќе го предводиме најголемиот дел од општините во град Скопје, ако не и скоро сите каде што имаме кандидати, така што големата доверба на граѓаните значи дека мора да испорачате многу сериозни резултати. Ние сме на тоа подготвени, веќе работиме при подготовката на програмата. Јас бев одговорен за околу 14 општини за подготовка на програми, да им помогнеме на општините. Веќе општините се почувствува дека размислуваат за денот потоа. Дали нешто можеме да реализираме, колку брзо, која е динамиката, дали ќе прибереме доволно средства за тоа да го реализираме, така што многу сериозно пристапивме на подготовката на програмите и тоа ќе води кон многу сериозна реализација после изборите. Апсолутна власт предност или хендикеп? Па сега, ако зборувам како магистар по политички науки, мислам дека е предност ако сте подготвени за работа. Ако сте дошле на власт неподготвени, тогаш секоја власт е хендикеп, дали е таа послаба, покршлива или по-доминантна. Ако сте вие неподготвени за реализација на дела, на активности кои што сте ги ветиле, тогаш ќе си имате проблем независно каква е власт.
кога се почесто слушаме дека нема предвремени парламентарни избори, дали е тоа партиска манипулација или дисциплинирање на незадоволството кај гласачите, особено кај вашите симпатизери? Па задоволството или незадоволството кога се измери на избори, ние имаме одлични резултати на анкетите до сега и тие резултати ни даваат за право да зборуваме за реализација на проекти после денот на изборите, на локалните избори. Ако прашате дали граѓаните сакаат предвремени парламентарни избори, во огромно мнозинство ќе ви кажат дека не сакаат. Тоа е затоа што луѓето бараат и компаниите бараат стабилност. Бараат простор за реализација на проекти, за соработка со државните институции, соработка со општините и ние ќе имаме еден чист мандат од околу 3 години, пол мандат во владата и пол мандат во општините да реализираме капитални инвестиции кои што со организирање на воредни избори се прекинуваат по сила на закон. Вие сигурно 100-120 дена ќе имате некаква блокада, плюс на тоа се уште постои пржинската влада, тоа значи дека сите процеси ќе се блокираат. Ние сме подготвени за избори во секој момент и тоа нам не е потешкотија како политичка партија. Ја гледам подготвеноста и во моментот при подготовката на програмите, организирањето на кандидатите. Но тоа би било несериозно кон граѓаните. Убедени сте во сигурна победа на престојните локални избори, но колку, например, битката за Чаер, која се споредува исто како и битката за метрополата, суштост може да создаде и да отвори пат кон предвремени парламентарни избори, или во најмала рака ДУИ да биде идниот владин коалиционен партнер, иако вашиот лидер е категоричен дека за ДУИ нема место на Илинденска број 2. 5 години слушаме за тоа дека постои тајна коалиција помеѓу ВМРО, ДПМН и ДУИ, само што не се формирала преодна влада, техничка влада, широка влада, слушавме долго време од 2022 наваму и потоа пред изборите 24 година ДУИ преку своји емисари зборуваше за сигурна коалиција помеѓу ВМРО, ДПМН и ДУИ по изборите. Не слушајте што ви зборува Мицковски, туку бидете сигурни дека тоа така ќе се движи, беше коментарот. Времето покажа дека ние тоа што сме го кажале стоиме позади посочиното. ДУИ не е реформирана партија. Овие луѓе кои што се сега експоненти на ДУИ воопшто не се нови на политичката сцена. Точно знаеме кој од нив што правел додека бил на позиција. Голем дел од нив се соочуваат со кривични пријави, со постапки пред обвинителството и судовите. И се додека постои такво ДУИ, ние не сме подготвени за договори, а мислам дека премиерот покажа многу јасно сите овие години како реагира на таковиот вид на провокации и во исто време дали или не се договара некаде позади завесата. До сега тоа не се случило, така што не мислам дека ќе се случува и во иднина. Точно е, битката во условно речено албанскиот блок е поинтересна од битката која што ќе биде помеѓу ВМРО, ДПМН, ССМ и Левица, но ние си ја гледаме нашата задача и нашата работа во секоја од општините каде што имаме кандидати, дали за градоначалници, дали советници, и ќе одиме на работа и покажување што сме сработеле, што планираме да работиме и дали тоа им е прифатливо на граѓаните. И на крајот, во овие една година практикување на власта, предводена од ВМРО, ДПМН, во јавноста се добива впечаток дека отворивте голем број на проекти, но и фронтови. Од една страна најавувате битка против корупцијата и криминалот, отворање на големи проекти инфраструктурни, но се чини дека како да не ви оди така се глатко. Зошто? Бевме сигурни дека нема да оди глатко, затоа што државата беше оставена да пропаѓа. Јас можам да зборам за 7-8 клучни проекти кои што ги имаме во Министерството за дигитална трансформација, ние ги наследивме, пола од нив без одржување, пола од нив несоодветно планирани. И јас наследив ситуација во која што не беа исплатени долгови према Македонската радиотелевизија, Македонската радиодифузија, Агенцијата за аудиовизуелни медиумски услуги. Во една таква ситуација во која што мало министерство има толку многу наследени габаритни проблеми за кои што ние бевме свесни во голема мера, ние бевме свесни дека ќе биде многу тешко. И ова е начинот на кој што може да се справувате со проблемите. Да имавме ние рамен терен за надпревар и да одевме само напред, ќе беше многу полесно и ќе видевме многу покрупни резултати. Но ние поминавме година дена во решавање на напластени проблеми од минатото кои што никој не сакал да се занимава со нив. Веќе втората година, третата година можеме да гледаме реализација на нови работи кои што сме ги планирале во програмата и кои што граѓаните ќе имаат бенефит. Благодарам за гостувањето и интервјуто за Трилинг. Благодарам на поканата. Стефан Андоновски, министер за дигитална трансформација. На Скопје
како градоначелник му треба човек кој што ги познава проблемите и кој што може да се справи со тие проблеми. Она што за жал се покажа како лоша комбинација доколку во Скопје се дојде некој без претходно искуство, со поддршка од одредена политичка партија, но без никакво познавање на она што е клучно и значено за функционирање на градот Скопје. Знаете вашата мајка да биде незаконски разрешена, па подоцна да ја биде даден отказ од нејзиното работно место и во текот на тој период постојано да ја биде вршен мобинг, притисоци, закани, не само спрема неа, туку и спрема нејзиното семејство и нејзините блиски, е нешто кое што за дете, кое што безпомошно на таа рана возраст не може никако да ја помогне, е тешко за понесување. И токму затоа од тој ден кога разбрав и видов дека ја бев безпомошен и не можев никако да ја помогнам на мојата мајка, се одлучив за овој патот до правосудството, за утре, за било кое дете да се најде на таа моја положба, да му биде пружена помош.